Дали новоизбраниот председател Доналд Трамп ќе биде осуден за неговите дела? Тоа е прашање на кое останува да се одговори, бидејќи судијата на државата Њу Јорк ги разгледува вонредните околности на поранешниот председател на САД и осудениот престапник, кој исто така е и иден председател. Во мај, Трамп беше прогласен за виновен со 34 кривични дела за фалсификување документи, за да ги прикрие плаќањата на звездата на филмови за возрастни Сторми Даниелс, за да го потисне секс скандалот пред неговите избори во 2016 година. Изрекувањето на пресудата на Трамп за тој случај беше одложено повеќе пати, а неговата изборна победа претходно овој месец фрли дополнителен сомнеш во правните постапки. Суштината е да се открие дали пресудата на Трамп воопшто ќе се придвижи или не. Тоа вклучува дали тоа ќе се случи пред тој да ја преземе функцијата, дали тоа ќе се случи откако ќе ја преземе функцијата и дали неговиот случај едноставно ќе биде отфрлен. Одбраната на Трамп тврди дека значајната одлука на Врховниот суд во јули му дава председателски имунитет и дека случајот треба целосно да биде отфрлен. Но окружниот обвинител на Менхетен, Алвин Брег, тврди дека поротата донала пресуда за вина пред одлуката на Врховниот суд и дека Трамп во тоа време не бил председател. Во писмото до судијата тој посочи дека обвинителите ќе се спротивстават на обидите за отфрлање на случајот, но дека се отворени за одложување на казната по мандатот на Трамп. Ако Хуан Мерчан одлучи дека се согласува со предлогот на обвинителите како можност, тогаш тој би се вклучил во она што би можело да се нарече правичен прекин на постапката по светло на воредните околности кога обвинетиот станал председател на САД. И тоа ефективно да остане така до 2029 година, откако Доналд Трамп ќе се повлече од председателската функција. Случајот не е единствениот со кој новоизбраниот председател мора да се бори. Има и два други федерални случаи, покренати од специјалниот советник Джек Смит, а во еден од нив за погрешно постапување со доверливи документи и уште едно за мешање во изборите. Наводно тие случаи се затворени, бидејќи долгогодишната политика на Одделот за правда е дека актуелните председатели не можат да бидат обвинети за кривично дело. Сепак, случајот за мешање во изборите во Џорџија не спаѓа во федералната јурисдикција. Технички, државата Џорџија е слободна да продолжи со политиката на Одделот за правда. Но дали можат? Дали постои, дали воопшто е можно да се очекува дека ќе можат да продолжат и да ја очекуваат соработката на Доналд Трамп, што навистина ќе бара соработка со Белата куќа, за да продолжи судењето, додека обвинетиот ја извршува функцијата председател на САД. Околностите без преседан создадоа непозната легална територија.